Денес Небесната и земната црква го слави споменот на Свети Калистрат и неговите 49 другари. Во времето на Диоклецијан и Максимијан било најжестокото гонење на христијаните. Имено тие сите грижи во своето царство ги оставиле настрана и се свртиле кон уништување на христијанството и убивање на христијаните. Дедото на Светиот Калистрат бил војник при Понти Пилат и откако го видел убивањето на Христа на крст и чудото со воскресението, ја примил христијанската вера од светите апостоли и на таа вера го научил и Светиот Калистрат. Светиот Калистрат често пати навечер станувал на молитва и го изговарал името Исусово, за да го избави во сите војни што тој требал да ги водил за царот. Тој бил слушнат од своите совојници и наклеветен пред царот, дека е христијанин. Кога го повикале да принесе жртва на идоли, тој им рекол дека идолите се само демони, кои сакаат да станат како Господ, меѓутоа не можеа и паднеа, и затоа сега го лажат народот, ги лажат луѓето дека се богови, измамувајќи ги со лажни чудеса. Поради ова тој долго време бил мачен и на крај фрлен в море да биде удавен. По чудо Божјо тој бива избавен и неговите 49 другари посакуваат, односно од него да бидат спасени и крстени во Господа Исуса Христа. Откако и тие исповедале дека се христијани, сите биле мачени и повторно фрлени в море да бидат издавени. Но наместо таа вода да им биде за погубување, таа вода им станала светата вода на нивното крштение. Гледајќи дека преку чудата што се случувале со нивните животи, уште повеќе од војниците станувале христијани, нивниот војсководец наредил да бидат затворени во Зандана и навечер тие били исечени на парчиња. Благочестивите христијани во утрото ги собрале нивните парчиња, нивните свети мошти и откако ги погребале, за кратко време откако годенијата престанале, на тоа место била изградена црква во нивна чест. По нивните молитви Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин.